Добар и убав ден, драги мои. Денеска сум расположен да направам многу убава тава, многу вкусна, традиционална македонска тава со свинско месо со ружа, дел од бутот. Бидете со нас, следете не, затоа што денеска вистински ќе уживаме. Мојата позиција за месарство или месара е делот кој што вистински го сакам, затоа што многу сакам да јадам месо. Меѓутоа, месото треба да знаеме како да го сготвиме и секогаш кој дел ќе го употребиме и за која намена или за тоа какво јадење готвиме. За денешната традиционална тава ќе користам делот бутот на свињата кој се вика ружа. Мек, вкусен и многу едноставен за готвење. Следете не и ќе видите како сето тоа го правам. Свинска ружа, мекиот дел од бутот, сочен и полн со вкус. Печен во тава, мирис што го исполнува целиот дом и потсетува на неделните ручеци од минатото. Традиција во чинија, топлина со секој залак. Денеска повторно ќе ја почитувам македонската традиција и ќе направам една превкусна тава со свинско месо и зеленчук. Одбрав свинска ружа, дел од бутот кој е мек, многу вкусен и посебно е добар кога тивко се готви. Затоа денешната тава ќе биде, верувам дека навистина вкусна и неодоллива, ќе ви го привлечем вниманието и ќе ве натерам да ја направите дома и сите заедно да уживате. Се што треба да направиме е прво секако да одиме во најблиската месарница и да купиме свинска ружа или свинско месо од бутот на свињата. Се што треба да направиме е да го исечеме месото на малце поголеми парчиња или коцки, 2 на 2, 3 на 3, зависи кој како сака. Убаво е да бидат поголеми, значи 3 на 3. Ке го зачиниме и ке го оставиме 15 на минути да ги прими зачините. За тоа време ке го исецкам кромидот и ке почнам да го пржам заедно со останатиот зеленчук. Македонските традиционални тави се широко познати низ светот, затоа што странците што доаѓаат, значи не само нашето тавче гравче, не само нашето селско месо, него и сите останати традиционални тави ги јадат со задоволство за тоа што нашите угостители превкусно ги спремаат, бидејќи секако тоа е нашата традиција. Месото ќе го посолам со дафинка. Ете така. Малце оригано. И секако бибер, меѓутоа биберот ќе го направам да биде покрупен затоа што готвиме тивко. Тој треба да ги пушти сите своји етерични масла, а посебно вкусот кој е навистина препознатлив во нашата кујна затоа што не постои ниту едно јадење кое се прави без бибер и без зачин како што е ловоровиот лист, затоа што на тоа сме научени. Убаво ќе го измешаме месото и ќе го вратиме во садот да отстои 15 на минути, секако на собна температура. Никако не го ставајте во фрижидер, затоа што ќе се стегне протеинот и тогаш ништо не сме добиле. Откако го зачинивме месото, кромидот крупно ќе го исецкаме, али тавчето ќе го ставиме да се загрее. Затоа што секогаш мораме да го почитуваме она правило дека маслото се става во загреано тавче, никако во ладно, затоа што нели е најдобар спроводник на енергија. Целиот зеленчук ќе го исечеме да биде на крупни парчиња, затоа што ќе се динста долго време. Ако е многу ситно исецкан, тогаш ќе го снема, а ако ги оставиме покрупни парчињата, тогаш ќе го имаме нели во тавата. 3-4 главици кромит или старите велат, колку месо, толку кромит за тавата да биде добра.
Откако тавчето се загреа, јас ќе појачам малце огнот, ќе додадам масло и откако ќе се загрее маслото, ќе го додадеме кромидот. Додека кромидот се пржи, ќе ги исецкаме и морковите и откако ќе се испржи, ќе ги додадеме и нив. Така постепено целиот зеленчук. Обично кога правиме некоја селска тава, како гарнир додаваме компир, пире од компир или некој друг зеленчук, познат и традиционален овдека кај нас во Македонија, а денеска одлучив како гарнир да направам пржена црвена зелка со кромит и лук. Идеално и многу вкусно. Морковот и кромидот ќе ги испржиме, а компирот ќе го исецкам и ќе го додадеме на крај во тавата, затоа што тој ќе ја даде и густината на чорбата. Не треба да биде многу густа, треба да биде онака добро испечена, меѓутоа секогаш треба да има и малце од сосот, затоа што нели, јас барем сакам многу да си макнам во она што го јадам, затоа што така ми е највкусно. Велат дека кромидот е навистина многу здрав. Содржи многу состојки кои добро делуваат на нашиот организам. Освен познатиот селен, содржи многу шеќери и токму затоа вака добро карамелизира. Значи, кромидот карамелизира затоа што содржи многу шеќери. Меѓутоа, секогаш треба да внимаваме да не ни изгори затоа што тогаш ќе горчи и нема да биде вкусен. Откако ќе карамелизира кромидот, во него ќе ги додадеме и сечканите моркови на трупни парчиња и сето заедно ќе го измешаме и ќе го оставиме уште 4-5 минути да динста. Додека зеленчукот се пржи, морам да ви кажам една многу голема тајна. Секој готвач сака да го врти зеленчукот што го пржи или продуктите што ги обработува термички. А Джико има идеални тавчиња, може да ги погледнете. Погледнете го овој повисок дел на тавчето, ми овозможува многу полесно и едноставно да ја свртам храната во него. Затоа што така ми е мене многу поубаво. За вие дома да го направите тоа, пробајте прво во некое мало тавче со многу малце продукти, а потоа зголемувајте го обемот и количината на продуктите во поголемо тавче и еден ден, верувајте, ќе се изненадите од тоа колку лесно и едноставно можете да зготвите храната за вас и за вашите најдраги. Си имаме уште едно убаво тавче од Аджико, затоа што ниту лепи, ниту гори, ништо, луѓе, мераклиско видете. Посетете нашата веб продавница, нарачајте и вие едно вакво тавче или различни облици, за да ги имате дома и храната што ја готвите, да биде навистина зготвена. Додаваме брилјант, масло кое е навистина многу добро и вистински уживам кога готвам со него. Додека маслото се загрева, јас ќе ги сечам компирите на мали коцки. Тие треба и да пополнат, меѓутоа и да ја дадат густината на тавата што ја готвиме. Затоа, како што кажав и претходно, нив ќе ги додадеме пред да ставиме тавата во печење или откако кромидот и морковот ќе бидат добро испржени. Кромидот е одлично карамелизиран, морковите се запржија. Го зимам месото и ќе го ставам да се пржи во загрееното масло. Обично месото го запржуваме со цел да го задржи обликот. Меѓутоа,
Правилото вели дека треба да се запржи за од него да излезат белковините, да фати кора и да го задржи обликот додека тивко се готви. Ние ќе ги почитуваме правилата за тоа што имаме време, а верувам дека и вие кога ќе сакате да сготвите нешто убаво и вкусно, ќе најдете токму онолку време колку што ви е потребно за сето тоа да биде направено како што треба. Месото убаво си се пржи. Сега, како што ви кажав, во кромидот и во морковот ќе ги додадам компирите и добро ќе промешам. Ќе додадам црвен пипер. Дафинка. Оригано. Ловоров лист, без кој ниту една тава не може да помине. Секако една мала лажичка рен, кој ќе даде многу убава свежина, и една мала лажичка семп. И на крај вистинската магија или вкусот кој го имаме во секој маркет, а ни доаѓа од витаминка. Кетчап, кој има влажина, има киселост, има се што е потребно на оваа тава. А за сето тоа да биде и уште поубаво, во вода ќе додадеме павлака. Ќе ја измешаме убаво, ќе ја соединиме. И ќе ја додадеме во смесата. И сето тоа добро ќе го соединиме. И секако на крај ќе зачинеме со крупно мелен бивер. Откако додадовме све во зеленчукот, на крај ќе зачиниме со свеж рузмарин, кој не треба да има многу, треба да има онолку колку што ќе го пушти вкусот, за да го почувствувате додека јадете, меѓутоа негде во позадина. Не треба да владее, затоа што рузмаринот има толку многу јак мирис и арома, што може да освои све околу него, а во овој случај тоа не ни е потребно. Значи, го додаваме онолку колку што ни е потребно за да го почувствуваме во позадина. Се чувствува рузмаринот, се чувствува ренот и се чувствува мирисот на карамелизираниот кромит. Тоа е она што ни е потребно на самиот почеток. Замислете кога сето тоа тивко ќе се готви уште час, час и половина. Има да биде путер, викаат народот, кој е нешто многу вкусно, нели? Ја уште сега се радувам. Месото е веќе готово, не е многу зацрвенето, меѓутоа тоа и не ни е потребно. На дното од тавата ставете слој од приготвениот зеленчук. Одозгора додадете го месото заедно со сокот. На крај ставете го преостанатиот зеленчук. Припремата за тавата е готова, сега ќе додадеме зеленчуков бујон. Ќе протресеме многу нежно. Одозгора земав хартија за печење, ја оформи во круг, направив една дупка во средината и ќе оставиме врз смесата. Ќе поклопиме и иде на печење. Сат, сат и 15 минути, сат и 20 минути, не брзајте, оставете полека тоа да си тлее. Тука е вкусот, тука е она што сите го сакаме. Одам да го ставам во печка, затоа што навистина веќе немам трпение. Што поситно,
тоа поубаво. За разлика од кромидот, зелката ќе ја исецкаме малце покрупно. И тивко и незе ќе ја готвиме за сите вкусови да се соединат. И на крајот да добиеме кремаста црвена зелка како гарнир со карамелизиран кромит. Многу вкусно, многу необично. Баварците, германците, многу често ја користат црвената зелка Блаукрауфт ја викаат. Меѓутоа, они ја прават на многу посебен начин, посебно за нивното швајнекрустен братен печено ребро со кожа како додаток, како гарнир. Меѓутоа, тоа е ферментирана црвена зелка и верували или не, ја приготвуваат од 3 до 7 дена ферментација, а потоа тивко ја готват. Многу вкусно, оној кој не пробал. Ако има можност да оди во Германија, посебно во долниот дел на Германија, во Баварија, обавезно да побара порција со крустен братен, свинско печено ребро со кожа која е крцкава идеално, картофен кнудел, тоа се кнедлиот компир, црвена зелка и сос за свинско месо. Идеална комбинација, многу традиционално и они навистина уживаат во тоа затоа што е многу вкусно. Оние кои пробале знаат за што зборам. Кромидов го исецкав ситно. Сега додаваме масло во тавчето. Зелката ќе исечеме крупно. Ако исечеме многу ситно како со салата, ништо не сме направиле, ќе биде како сос. А ако исечеме покрупно, ќе биде баш убав гарнир. Меѓутоа, и овој пат мораме да имаме многу трпение. Мораме да бидеме тука, да зачиниме пред се со црн бибер. И со сол. Добро да промешаме и да оставиме убаво да си крчка. Откако ќе ја ставиме зелката да се пржи, ќе зачиниме со дафинка. А на крај ќе зачиниме со многу ситно сецкано лукче, затоа што лукот, како и во се друго, и овде ќе даде друга димензија. Одлично кромидот карамелизираше. Сега ќе додадам зеленчуков бујон. Ќе додадам дафинка. И ќе додадам зелката. Ќе оставам да издинста 10 минути, се додека не испари течноста, а после ќе оставам целата оваа смеса убаво да се испржи. Тавата со свинско е готова. Зелката со карамелизиран кромит е исто така готова и сега ни останува да го направиме сервисот. Ова толку убаво и вкусно мириса што денеска мојата кујна е најубавото место на светот за мене. Секако павлаката на Бимилк е продукт без кој не може да помине едно вакво убаво и вкусно јадење кое навистина треба да се сготви со многу љубов. Затоа јас си ставив посебно во една чинија. Сега ќе направам
мала длабнатина во средината, со помош на лажичка и со вртење на садот. И секако ќе додадеме малце микрогринс или ркулци од црвена зелка во страната. И ја многу сакам да биде малце пикантно, затоа ќе ставам снеголки од не многу лута пиперка, онака пикантно, малку, баш колку што треба. Хартијата нежно ќе ја тргнам. Ништо не е изгорено во тавата. Зеленчукот е обработен баш онака како што треба. Мислам дека ќе се топи во уста. А за месото, не сакам ни да разговарам. Замислете, покриено, часи 15 или 20 минути што се случува. Само 10 минути пред крај го тргам капакот за малку да се потпече и да излезе оној вишок на течност. Пред да го сервирам јадењето, морам да ставам малце лукче, свежо, многу ситно исецкано во црвената зелка. Нека биде пикантно. За оние кои не сакаат многу лук, а за оние кои сакаат лук, слободно нека додадат онолку колку што им сака душата, затоа што лукот е состојка која дава друга димензија во храната што ја готвевме, како што кажав и пред малку. Сега ќе земам од жешко. Ќе земам од месото и од зеленчукот. Одлично. И ќе ставам во чинијата. Ќе додадам од зелката. И тоа е тоа, драги мои. И ништо повеќе не ни треба. Имаме убава, вкусна кисела павлака од Бимилк, имаме тава со свинско месо и зеленчук и гарнир карамелизиран кромит со црвена зелка. Идеално. Пробајте, направете и уживајте. Тава со свинска ружа, моркови, компири и кромит. Едноставна традиција што секогаш ве враќа дома. Тоа беше се за денеска, драги мои. Ви благодарам што бевте со нас. Не заборавајте да посетите нашата веб-продавница 4сезони.мк, социјалните мрежи, каде што постојано имаме изненадување со вас. Бидете и утре со нас, затоа што утре следува нешто многу вкусно. Се гледаме, имајте убав ден.